Ние кои што се размислуваат се уште каде да ги предадат денеска документите, следниот разговор се надевам дека ќе им го улесни изборот. Што велат луѓето за занаетчиската фела, кои профили се најбарани на пазарот на трудот и од друга страна има ли работа и се исплатили истата? На оваа тема разговараме со Гуран Ристовски, председател на занаетчиската комора на град Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. И Зоран Витовски, занаетчија во пекарската индустрија сте вие инаку, ќе им кажеме на гледачите. Сега ајде да ги проанализираме прво бројките. Добре ни дојдовте. Со Наташа пред малку зборувавме од првиот уписен рок 2:1 се во однос на средните стручни училишта. Ве изненадува ли овој податок и има ли иднина за занаетчиството ако продолжи овој тренд? Па најпрво би сакал да се заблагодарам македонската телевизија што возможува вака да можеме да го презентираме занаетчиството и занаетчиите. Околу делот на запишувањето во средното стручно образование, со големо задоволство би истакнал дека за прв пат, почнувајќи од минатата година, 2023-2024 година, имаше запишано повеќе ученици во средните стручни училишта, некаде со бројка околу 700 ученици, и тоа беше еден мотив можеби повеќе да самите ученици, но сепак тука голема улога имаат и родителите, веќе почне тој тренд на упишување во средните стручни училишта, каде што перспективата сигурно ќе видат понатака младите учениците кои што ќе се стекнат со занает, вештина и нормално ќе излезат на пазарот на трудот. Бидејќи сега во моментот се уште трае вториот уписен рок во средните стручни училишта, не би можел точни податоци да дадам, меѓутоа после првиот уписен рок, оние податоци со кои што располагаме како занаетчиска комора, навистина за нас изненадувачки добро, затоа што, како што велите вие, дека е 2:1, се надеваме дека ќе биде и уште повеќе таа бројка, и со тоа ќе добиеме многу повеќе ученици, многу повеќе занаетчи, кои што по завршувањето на средното образование и во текот на средното образование ќе бидат веќе спремни за да излезат на пазарот на трудот и своите вештини и компетенции да ги дадат на пазарот на трудот и услуги на граѓаните. Според податоците со кои располага занаетчиската комора на град Скопје, кои кадри во моментов се најдефицитарни? Па најдефицитарни кадри не би можел да одбам, бидејќи верувате дека во сите области има дефицит на работна сила, меѓутоа и во градежништвото постои огромен дефицит, постои во пекарската индустрија, во машинската струка, во електроструката, така да конкретно во чевлари, значи има профили од сите профили кои што недостасуваат во занаетчиството, меѓутоа со овој тренд се надеваме дека во период од наредни 2, 3, 4 години, кога веќе ќе излезат овие први ученици кои што сега веќе се запишани во средните стручни училишта со поголема бројка, ќе излезат на пазарот на трудот и веќе ќе почне да се осеќа кај граѓанинот највеќе дека имаме занаетчи. Се надевам дека ќе биде така, бидејќи навистина ни недостасуваат. Зоран, интересна приказна, животна и професионална имате вие, сакам да ја споделиме со гледачите на редниве минути. Кога се договаравме вчера за разговорот, ми кажавте, завршив средно стручно, генерацијски мојата фамилија се занимава со дел од пекарската индустрија, меѓутоа решив дека нема да бидам дел од таа приказна и ќе заминам во странство. Заминувате во странство и по неколку години се одлучувате повторно да се вратите и да си продолжите со занает. Токму така. Видете, се надевам, мислам, преубаво е доколку имате шанса сепак да излезете и да видите што се случува надвор, за да знаете што се случува дома. Ај кажете ми ги двете страни на приказната, што се случува надвор? Дали е така идеално? Па, видете, како што се представува работа? Да, има некои услови кои што се подобри, кои што сепак можат да примамат. Не дека не точно таму има многу поразвиени индустрии, поразвиени економии, но сепак верувам и тврдам дека сепак доколку се вложи доволно труд и доволно желба за да се научи и за да се усовршите сами себе, сепак тоа можете и дома да го направите. Јас работам во IT индустријата, но сепак најверојатно онаа желба која што тлеела во мене сепак, тоа е фамилиарно, јас сум веќе генерацијски 4-5 генерација пекари, победи на крај. Исто земајќи пример од моите родители кои што сепак успеале овдека,
решив да се вратам и сакав да продолжам овдека да творам и да создавам. Колку и да сакате да продолжите да творите и создавате, сам не бива, па има ли Токму интерес така. од младите за работа во пекарската индустрија? Нема поголема радост за нас, за наечиите, тоа морам да го нагласам, кога ќе видите млад кадар кој што има желба за да се вложи, да научи. Тоа е многу голема радост за нас, затоа што сепак дава некоја надеж за иднината на самиот занет. Секоја се добредојнени најмладите и секоја сме спремни да ги обучиме и да им дадеме дел од нашето знаење, кој што сепак мора да ја разбиеме таа стигма дека занаетот се учи за 3 дена и веднаш треба да настапи платата. Секој занает се учи макотрпно и долгорочно. Што е подолгорочно, тоа е поквалитетно. И тоа би сакал да го пренесам до младите дека да, занаетот е преубав. Убавината во занаетот е тоа што оно што го творите го гледате и го доживувате во моментот. И тоа дава една преголема сатисфакција која што е неповратно искуство. Колку млади има во вашиот тим и се задржуваат ли долго во одредена компанија? Горан, сакам тоа да ве прашам. Младите имаат тенденција, ако не им одговара, веднаш заминуваат барајќи подобра. Да. Млади секако имало и има, но еве ме радуваат овие бројки кои што е многу убава вест за нас занаетчиите, сепак да се зголеми тој број на млади кои што сакаат да научат занет. Сме обучиле многу, обучуваме исто така и видете кога едно дете ќе остане кај вас, тоа е веќе многу голем успех. Да не зборам 2 или 3 понатака. Да, останале нормално кај нас, станали многу добри мајстори, веќе се фамилиарни луѓе кои што со платата од занаетот веќе придонесуваат дома. И Горан, токму тоа сакам да ве прашам. Велиме работа има по завршувањето на средно стручно, секаде може да се најде работа во државата, но колку пазарот на трудот ги цени нашите занаетчи? Па веќе е дојдено времето да се ценат занаетчиите, бидејќи самиот пазар на труд ги побарува, значи има недостаток, така да и платите кои што даваат занаетчиите, тоест работодавците на младите, на занаетчиите, на учениците се на високо ниво и нема потреба, верувате, да заминуваат мојата перцепција, моето мислење пред занаетчиската комора и на занаетчиите, дека веќе ќе биде Македонија една лулка каде што младите ќе си го бараат својот понатамошен живот, каде што ќе можат да заработуваат, да формираат семејство и добро да живеат. Бидејќи од занаетчиството не треба да се срамат, треба да баш бидат поносни. Еве како што кажа Зоран, оне веќе 4-та, 5-та генерација, истото важи за мене. А се надевам и за многу занаетчи. Јас би сакал моето знаење, умење и компетенции и вештини кои што ги имам да ги пренесам на младите, бидејќи утре и тие ќе можат да ги пренесат на некој помлади генерација, со тоа занаетчиството да добие на цена во нашата држава, а и секако занаетчиите. Во еден сегмент од разговорот на почетокот ми кажавте, ми се допаѓа трендот на зголемен упис во средни стручни и се надевам дека ќе продолжи, но за да продолжи треба да обезбедиме некаков континуитет и квалитет во таа насока. Што можеме да направиме за да го унапредиме и пазарот на трудот, но и желбата на идните генерации за да се запишат и останат во струката? Па најпрво ние како занаетчиска комора, заедно со занаетчиите кои што се членови во занаетчиската комора, правиме многу имидж кампањи во основните училишта и мислам дека тоа вродува со плод, каде што им се укажува на младите, каде што се и на нивните родители сепак, затоа што родителите се на тие основци водичи во животот се уште. И со тие имидж кампањи кои што ги правиме, со тие програми кои што се нудат на упис во средните стручни, се надеваме дека ќе добиеме многу занаетчи и ќе ги натераме идните генерации се повеќе да се запишуваат, а нормално тука и финансискиот дел кој што го гледаат младите, бидејќи они се насочени и така треба, нели? Апсолутно, да. Затоа што они кога идат надвор на запад, една од причините е токму таа. Толку финансите, меѓутоа веќе дојдено е и овдека да заработуваат, верувате, како и во делот од европските земји каде што идат. Зоран, да можевте да бирате друга професија, ќе ве навратам години назад, ќе се одлучевте за некоја друга? Па видете, јас веќе имав избрано претходно друга професија.
Работев. Спонсајт индустријата? Да. Добро. Но сепак се вратив во занечиството. Колку време вам ви требаше сега за да го научите занаетот? Па видете, јас ден денес се уште учам. Така да јас не можам да кажам дека денеска јас го имам научено занаетот во целост. Затоа што занаетот е тоа е доживотно се учи. Исто како што во IT индустријата трендовите се менуваат конкретно на многу честа база. Истото така и во занечиството. Основата е таа, но сепак разликата е тоа што креативниот дел е тоа кое што дозволува да има нови трендови, нови правци во занечиството и тоа е тоа кое што веќе не ве остава туку така само вие да научите и да седите мирен. Значи, постојано се учи, занечиството е многу креативна и само да ви одговорам на прашањето, не би сменил никогаш веќе повеќе. Следствено на тоа, која е пораката ви од двајцата до сите оние млади кои што во моментов се размислуваат каде да ги предадат своите документи? Зошто да за занаетот? Па занаетот нуди перспектива, нуди добар живот и јас би им препорачал на младите да не се срамат да бидат занечи, да бидат поносни за тоа што ќе се запишат во средно стручно не значи дека тука ќе застанат со образование, може да продолжат така да си мајсторе на вистина до област сега во ова време. И не секој може да биде. Не може, сепак зборот мајстор звучи убаво. Так. Тешко се добива. Таа титула. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Секако во периодот кој што следува ќе се гледаме повторно и се надевам ќе споделуваме и уште многу успешни приказни овде во утринската програма. Благодариме на